Овоштарите треба да се подготвуваат за почетокот на вегетацијата. Осем резбата на дрвата треба да се заштитат и стеблата, првенствено со белење на кората на дрвата. Како резултат на ова загревање на кората доаѓа до сокодвижење и понатаму навечер или во утреските часови може да дојде до замрзнувањето на водата, затоа што сокодвижењето е вода со минерален дел и може да дојде до пукање на кората, односно одвојување на кората од срцевината на самото растение. За да не дојде до тоа, препорачливо е земјоделскиот производител да изврши белење на стеблото, на кората на стеблото, со употреба на вар, во кој што се нанесува потенок слој, значи не е многу дебел слој, а со цел да се изврши дополнително дезинфекцирање или уништувањето на инсектите кои што презимуваат во самата кора, препорачливо е да се употреби некој контактно дигестивен инсектицид, значи контактен инсектицид, без разлика која активна материја, се додава во варта и се белат самите растенија. На овој начин растенијата во исто време ќе се заштитат од прегрејување или активирање на сокодвижењето во дневните часови, и потоа ладење и замрзнување и пукањето на или одвојувањето на кората од стеблото и во исто време ќе се изврши уништување на сите презимни форми на инсекти кои што се наоѓаат во самата кора, односно во пукнатините на самата кора. Според процените на земјоделските експерти, во Струмичко има околу 50.000 стебла на овошки. Анализата покажува дека според денешните движења на продукција и побарувачка на пазарот, се знае дека јаболката се расширила со нереални димензии, додека крушата е нереално намалена, како и кајсијата и праската. Структурата на застепените видови овошје во Македонија покажува едностраност. Околу 50% од сите видови спаѓаат под јаболка. За жал, оние видови за кои Македонија има поволни услови поради влијанието на медитеранската клима се застапени најмалку, како што се црешите, кајсиите, праските и крушите.